Океј. Се ова му ќутиме дека снимам. Малце да се мучивам. Два збора странски. Не знам дали претходно се дали се представуваа луѓето. А не знам, може еве сега додека чекаме некој да дојде, ау, што све испошерував. Не знам, што гледате вие? Андреа Гледате? Угриновски, ја гледаме. Па да, бе. Тоа дека ти шеруваш, јас ќе кажам, еве, не можев претходните два пати да се вклучам на време. Кирил Насков е председателот на МАИС и еден од основачите од целата идеја. Така да, тие што прв пат се вклучуваат, иако не знаат со кого денеска како и как ќе си имаат работа. Да, кај нас се функциите формални, знае затоа Кира и така реагира. Битно е дека МАИС треба да функционира, функционираме на а, не на доброволна база, на ентузијастичка база, но сепак е добро да се споменат луѓето Деки и Кифла минативе 2 часа за скијање кои што држа обука, се и во испитна комисија и се исто дел од основачите. Утре ќе има интересно предавање, бидејќи можеби ќе треба да се исклучувам. Утре и задутре има и многу интересни предавања исто така. Мислам и денешно сте веќе тука интересно. Така да добро е да се следат предавањата. Каква е ситуација со Снекире? Искрено не знам. А Гледам со, за некои други места кај што планираме да одиме за кратко и таму е супер. со Риба? Со Риба, каква е ситуација? Не знам, не сум бил. Не можам да кажам. Одамно не сум бил. Океј, дечки, ако не можеме да почињеме, има 17 партисипант. Сакам само нешто да ве замолам, дечки, сакам да пробаме малце да збориме, да не биде монолог. Некако си замислував дека треба да го направиме заеднички ова предавање, да пробаме да споделиме некои работи што ве интересира, што можеби јас ги знам, можеби ги знаете вие подобро. Во темава за спортска психологија можам да ви кажам дека во моментов, мислам, четврта, пета година веќе предавам на Американ коледж, предмет спортска психологија на психолози имавме, каква врска имаме со спорт. Некој ме праша на минатите часови дали ова се работи само за Добар си? Што има? Да? Ајде, да гледам. Ја ти швркнав еден Даниел Мјут, не се секирај. Него чисто да продолжам, знаете ме прашува некој од дечкиве дали овие курсеви што ги работиме се за на искусни надпреварувачи и или за почетници. За мене тоа е еден континуитет и едно патување кое што од негде мора да започне, меѓутоа луѓето кои што го прават треба да ги имаат сите познавања. И кога идеше представување, една од моите најдраги и најуспешни работи што сум ја направил однос на спорт е оваа ранг листа на ФИС што ја покажувам, а таа е за слоупстайл, каде што ние две девојки имавме во топ 10 4-5 години, кога најактивно се занимававме со сноуборд и се такмичавме. Значи, Андреа Угриновска на овој слайд шоу е прво место на ФИС ранг листа, што до сега не се случило ниту за еден наш надпреварувач, нити во алпско скијање, ниту во било која друга дисциплина. Да речеме, гордо и препотентно малце се фалиме со ова, затоа што е стварно нешто што вреди. Под нас се Франција, USA, Хрватска и така натаму. Тука сме умешани у жижата. Сигурно не е случајно стигнато е со еден пристап, со еден
еден студиозен начин на работа со програма која што е 200 дена на снег годишно и која што е исклучително тешко да се спроведе. Али најважното од све, имавме многу среќа. Мислам да не се правиме многу паметни. А, на дисциплината беше во зародиш и можевме да такмичиме на ранг, да речеме, на слични услови како што имаат и другите. Така да истакмичивме добро и тоа е тоа што се деси. Дајте, дечки, некој нека отвори некаква тема, нека каже нешто што би го интересирало, што би можеле во однос на било кој аспект од скијањево, од сноубордингов да го продискутираме. Дали у организација на кампови, дали у организација на на енергија за еден ден издржување, тоа што почнавме со Стефан, дали некој аспект кој што може да биде интересен. А сте сакале сега ќе почнеме со дискусија, па ја полека ќе се надоврзам со на нешто ја што сакам да го издискутираме. Не знам, мене вака ќе почнам јас, нешто што ме Фала. интересирало. Да, нешто што ме интересирало, како најлесно, сигурно за ова нема формула или нема магични зборови, ама да се победи оној првичен страв кај деца кои во помала возраст, значи како ќе кажеме помали од 10 години, кои имаат некој страв кој е набиен во последно, значи јас сум го приметил во последниве, поготово во последниве 2 или 3 години, оној страв кој е набиен од дома. Односно, родителите, пази да не направиш ова, пази да направиш ова, пази да направиш, пази да не паднеш, пази да не скршиш, пази да не, зашто претходно сме го немале тоа. Пример на мене никогаш од дома не ми кажале, пази да не скршиш нога, глава, рака. Не ми кажале да се поминеш убаво, а сега некако деца се во некој грч од домашните. Како бебе, како ски инструктори или како сноуборд инструктори, ние ви се бореле против тоа и некаков пристап, дали има некако нешто. Тргна многу добро. Тргна многу добро предавање. Ве молам и ве охрабрувам. Само напред, само вака. Има некој нешто да сака да каже, ја можам да испуцам многу и многу сакам да кажам. Ама дајте дам предност, некој сака нешто да сподели на оваа тема. Океј. Во еден момент се занимавав со позитивна психологија. Исто едно 3 години се занимавав со трансакциона анализа. Самите зборови анализа, значи се замараме многу со разгледувањето на работите и така натаму. Проблемите од кај доаѓаат, кои се трансгенерацијски пренесени пораки до нас и така натаму, кои што не прават онакви какви што сме. Меѓутоа, самиот терапевтски процес, занимавајќи се со премногу анализа и повторувајќи ги проблемите, има шанси кај неискусни терапевти да го направат тоа, да го извежбаат многу подобро. Значи, проблемот го потенцираат и го усовршуваат. Неколку пати сме збореле за некои ситници во однос на учење на некои елементи од скијање и од сноуборд. Не знам, да речеме, за сноуборд ќе зборам сега. Имаш, за да не се почувствуваат некои ски инструктори дека се меша многу. Имаш еден елемент каде што неправилно е да се витка грбот. Сега, наједноставната реченица што инструктор ја употребува е не го виткај грбот. Детето слуша грбот, виткај. Не, ама нема јасна представа што треба да направи. Затоа, кога иде процесот на учење, прво се објаснува, иде објаснување, зборам од методолошки аспект, прво се објаснува, потоа се демонстрира за да ве види, потоа му се асистира, тоест му се помага на детето, потоа тоа го прави само, потоа треба да го увежба за било кој елемент, било кој лик и така натаму. Тоа е постапката. Зашто е многу битно да види? За да види како треба. Они учат копи-пейст од вас. Значи сега, вие возите со свиткан грб и му викате него виткај грбот. И сега нема он представа што како треба да изгледа. Во однос на тоа од дома набивање стравови, па јавување по стопати, па така натаму, тоа е нешто што навистина го оптеретува. И сега сакам
Фала ти, Стефан, многу ти фала, стварно. Значи, како функционира човековиот мозок? Како еден канал. Јас сега тука да пуштам две видеа во моментов, карент има некоја таква, или тука, овдека сплит скрин или нешто така, вие нема можете да ги пратите двата филма. Така и човековиот мозок. Он може да размислува само на една работа. И сите техники од спортска психологија произлегуваат од медитација, йога и така натаму, каде што основната цел е тие што ни се дистрактинг, тоест работи кои што ни пречат, да речеме да се обидеме ментално да ги сопреме и да можеме да се извежба мозокот да се размислува за факторите и за работите кои што се релевантни за изведбата на нашиот овако. Сега, стравот. Значи, он сега само му се врти глава, рака да не скршам, рака да не скршам. Значи, он ги направил сите можни шанси за да баш раката да ја скрши. Зашто? Затоа што не може да мисли снегот и така натаму. Сега инструкторот. И кога се занимавам со психологија, со спортска психологија, знаете, има многу теми и сега, например, да се позитивно да се размислува или не знам, тоа е self-pep talk, и се збори треба да се мисли позитивно. Добро, треба да се мисли позитивно, ма како да се мисли позитивно? Кои се техниките? Така, ајде сега чекорите. Као што ние за сноуборд, за ски инструктори, за сноуборд, да ја ви кажуваме, прво иде ова, па после иде ова, па после иде она. Еве еден применлив совет. Кога ќе дое дете, оно прво има милиарда непознаници. Некојаш кацигата му е до тука, на очарите вака му се изместени, треба да пробаме да го наштимаме добро. Еден инструктор не сме да запиња. Ако види дека има некоја екипа која што не може да издржи временски услови, без разлика од притисок на родители, дека треба да скија, дека мора они платиле за тоа. Значи, вие сте тие што ќе одлучите дали ќе оставите у таков ризик. Сега со тоа дете можда боле да седите да играте снешко и така натаму, ако се условите такви и така натаму. Секако, значи секако мислам дека треба да се најде начин како да се приде до него, да се направи некоја фора, да се, знаете, некој ќе му даде бомбонче и така натаму. Ја имам некој малце по-шрековски, не знам Шрек дали сте го гледале цртаниот. Значи некој по-шрековски фори како па си мислам дека ги забавljам, мада сум више стар. Ќе мјутнеме. Океј, значи Извинете, јас бев. тоа добро. Ајде, Јана, не е проблем. Значи, некои прво шрековски варијанти кога, не знам, ќе пробате да го избиете она, нели, да не искрши рука, што му дзенза у глава. Не знам. Ќе пробате да, не знам, му ставиш топка с неку капулјаче и да му ја фрлиш врз глава. Глупости кажувам, имате некој вие друг пример? Не знам, ја му правам фора и потегни ме за прст, знаете што следи. Се надевам. Таа е смешка некоја. Не можеш секогаш да ја направиш, ама некад пали. Некоја идеја, некој друг, ајде, што правите? Инструктори, кај сте? Некоја игра, знаете, овакво на почеток, загревачка, некоја малце да почне да се смее. Дека идеме кон прашањето како на најбрз начин, Стефан, знаеш, да му се избие тоа од глава. Па не, ја некако гледам да, мислам се мене што ми се случило, што најмногу на мене ми помогнало е тоа да види кај другите дека не се плашат. Абсолютно. Да Па види гледа дека функционира, да. Да, дека гледа дека, мислам, на првите неколку чекори, сега ќе падне еднаш два пати и тука почиња таа ќе почнат во глава да работат тие советите од дома што не требаат, мислам, тие кои се негативните совети. И сега со чисто по неколку укажување како бебе, има уште четворица, петорица како тебе. Гледаш дека нешто им се случува, истото го прават, ама не им се случува ништо. Пробај, види, па ако не ти се свија, тогаш може би скијато па и не е за тебе, или не е небитно, и сноуборд. Ама Тоа е пробај. крајната опција да му кажеш дека не е за тебе. Не, збориме, така значи се предаваме, ама некад стварно треба му кажеш, земи, јабе собери си ги парите, дај ова, олабај. Знаеш, ако тоа не може да го решите. Меѓутоа, прво треба исто да се проба да се комуницира со родителите кај нив да се омекне таа варијанта. Не знам да ги штопирате на груди. Како? Ќе ве прашуваат кај одат? Ќе ве прашуваат со кои се? Мене ме прашуваат колку ти се стари комбињата што тргате на пат. И сега ја и викам на една мајка, ова е најтазен пример, викам стари се. Моето има 220.000 по минат.
да ви кажам, може да не уплаќате сумата за на камп што ќе одите. Мислам, многу релевантно прашање и многу ја ценам вашата грижа. Мислам, доаѓа со искуство, верувај ми. Јас си мислам дека имам многу искуство. Негде околу 7000 деца немаат проминато низ камповите, кои што сме ги направиле. И многу ми е лесно, значи, нити зависам многу дали ќе имам многу деца и така натаму. Више сме етаблирани на пазаров и знаат што нудиме. И знаеш, кога му кажам, така, тоа е парадоксална Не интервенција. прај доле пречлом. Ама сега ќе цикламе ски. Океј, еве сме. Океј, тука иде мјутче. И значи, кај бевме бе? Ми отиде бе, овако мислата. 7000 деца и веќе искуство. Се вратив, чекај, тука сме. Кај рекламата беше Ке ке рекламата. Адот. Еве го овакво, за секунда ќе се стисне иксче и ќе си одиме. Значи, и сега и викаме да комбињата се стари и така натаму. После иде разговор. Малце на по убедително ниво. Да, стари се, многу сериозно ги чуваме. И како цело време се сервисираат, какви гуми имаме, кој ќе вози, каков е планот за возење, каков е планот, значи тие информации ги даваме до детал. Обично месец ден напред да почне кампот, сега кај да треба да пуштиме. Значи, кај што они ќе имаат целосна информација за сите работи. Многу ги смирува, да знаете. Тогаш и они престануваат да го намалуваат отпорот за да дали да ќе скрши рака или нема да скрши рака. После, не знам, од кога ќе се опуштат родителите, тоа го пренесуваат и на децата. Кога сте вие опуштени, многу зрачите и го пренесуваат и на децата. Секако, нема поодговорна работа и нема по-стресна работа. Како да ви кажам, и дека избореше и на телевизија, дека после па многу благородна, дека се ве памтат децата и дека се срекни што сте ги научиле да скијат. Меѓутоа, еден најдиректен совет е тоа што ви го кажував. Ако имате уште нешто тука околу ова да додадеме, да додадеме. После тоа се степ бај степ. Варијантите да не му се стаи нешто на тоа дете кое што е укочено, да треба да направи некоја сериозна, не знам, да се спушта на црна стаза и така натаму, одеднаш. Мислам, сме грешеле, сме направиле повреда, сме имале такви ситуации и многу е зезнато, да знаете. Потоа степ бај степ, па понатаму, не директно на ски лифт, може да се направи едно кругче, да се сврти со една скија, да се зеза нешто и така натаму. Вука, ајде, извини, ја не гледав баш. Нема гајле, супер ме испровоцира баш и Стефан, одлично прашање, ти добро почна неколку работи, значи да, како рече, да му не може две работи одеднаш да правиме, и ме испровоцира дека ние сите како човечки суштества и деца се идентификуваме со тоа што кажа Стефан, ке скрши рака, имплантирано позадина или не знам, нога или нешто. Треба да му го одземеме вниманието кон негативната работа што има. И тука е махер тој што води, без разлика дали е овде инструктор или е даскал или е тренер, да го обземе вниманието, ова се кажувам од моје искуство, и да го насочи таму каде што треба да биде, а не во негативното. Имаше еден одличен пример, Пеце ќе го спомнам, во Боровец и баш со Поларбев, и децава мали стартуваа и Пеце мика, види го инструкторов, ќе кажам се што направил. Прв пат го качува детето на скилив, сами инструкторот и детето. И се детево има трема, нема трема, може да му е изиграна приказна, ама оди со детево полека, накај котвата и му кажува, малецко детенце, сега вика има овде една магија. И сега тука полека од позади ќе видиш како ќе не повлече нагоре и ќе јаваме и ќе одиме и ќе уживаме, ќе правиме, детево обземено целово не мисли на тоа што ќе се случи и едноставно му верува на инструкторот, ама овој си ја заврши работата. Така да, знаеш, ако им дадеме опција на луѓево да размислуваат ако е добра работа, окей, супер. Некојаш треба да се стиши таа, ама ако е негативна работа, треба да сме махери да направиме да биде добро. За негативните сега не зборувам, инаку имам едно супер искуство минатата година, ја што направив некоја грешка, ама во следниот дел од епизода број 2. Не знам, еве и Маја Мукич, ние имаме некое
Нашите овакво родители беа колеги на филозофски факултет, па следнава тема е некоја зашто спортуваме и така натаму, нели, придобивки на спорт, тоа ми беше идеја да продискутираме, не знам, некој сте ја сретнале, некој ги знаете одговорите, меѓутоа има доста нови луѓе кои што се тука, па не знам, еве од покрај сите, нели, а, здравствени, нели, аспекти на спортот. Кажете ми нешто околу спортскава психологија, кој дел од сегмент, кој сегмент го покрива спортувањето? Тука имам ја нешто, гледате, некои први спортски дисциплини кои се појавиле на ние антички олимписки игри. Некоја идеја? Маја, ќе те Ja прозивам. се осеќам нешто дека ме прозиваш уште од преска, инаку да. Не, бе, знаеш што, многу ми е кеф дека си тука и за тоа. Фала. Да, драго ми е. Ја не сакам многу да одзимам време, меѓутоа одлични прашања се поставија и супер коментари, посебно оваа приказната со магијата. Прво ќе се вратам само малце на тоа, бидејќи ете јас ја учев тара на брат ми керкичката сноуборд и беше предизвик. Меѓутоа ќе се навратам прво на тие прашања, па после ова зошто спортуваме. Верувам, она моје искуство е, вие спомнавте сите тука дека да, треба прво нели да се почне со некој, да речеме, мали чекорчиња и да не се врши притисок. Тоа е, мислам, голем еден сегмент и можеби не спомнавме, барем по мене мојот пристап е пофалба. Пофалба, цело време пофалба, и тоа пофалба повеќе на напорот што го вложува детенцето, отколку на самиот перформанс што направило. Значи да му се каже многу ми се допаѓа колку си храбар или храбра, супер го исконтролира ова движење. Значи не морам ја сега да кажам се на се ова за нигде беше, туку напорот да се вреднува и многу позитивно и веродостојно, како кажам, беше она што го кажа, смирен учител е еднакво на смирено учениче. Ако ти еманираш, зрачиш смиреност, веројатно ќе се рефлектира истото на детето. И апсолутно треба да се направи да изгледа како игра, со користење на имагинација, со ете како ова со магијата, со скилифтот. И мислам дека уште една работа е битна, треба да им се даде некое чувство на и детенцето дека има контрола. Значи да им се понуди да си мисли дека има некаков избор, да им се даде, да речеме во случајов со сноуборд, сакаш ли да одиме побрзо, сакаш ли да одиме поспоро. Мислам во мигот кога има чувство дека можеби тие нешто контролира, тоа им дава само доверба. Сега ќе се надоврзам на она што го спомна за спортот, гледам си ставил веќе слайдови со олимписки игри и така натаму, ќе го оставам тоа да го продискутираш, меѓутоа се разбира, има многу аспекти од првото што кажа да останеме здрави, да сме здрави, да изградиме мускулна маса, да го подобриме балансот, координацијата, до тоа да се намали стресот, не знам, анксиозноста, но и да се забавуваме, да научиме нови вештини. Кај мене, еве јас да речеме на едно поодминато доба животно се нафатив со сосема нов спорт со кајтсурф и тоа ми беше онака голем предизвик. И повлеков многу луѓе кои што се ете, да речеме, постари со 30-40 години, девојка која што цел живот била растена со нетрша и ќе паднеш, се нафати да учи кај ти научи и во голема мера вели дека ми е благодарна мене. Ама мислам дека има и социјален аспект. И ќе престанам тука да не должам многу, нели, изградење на пријателства, развивање на еден капацитет на кооперација, на соработка, на комуникација. Иако ја не сум голем љубител на тимски спортови, но независно дали се тимски или не тимски, спортот има кооперација, комуникација и огромно влијание по мене има на развојот, генерално на карактерот на човекот, на емотивната стабилност, дисциплина, трпение, фер пристап, почит и така натаму. Ете, тоа би биле некои Апсолутно. Фала Маја. Тие некои детали, например, кои што ги дискутираме, значи еве сега, нели, социјална компонента или дури и нашиот, пошто вајде индивидуален спорт, не сум сигурен,
Меѓутоа, ние мораме да идеме некако заедно на скијање, па се прават групи, па се прават школи, пона, па таму тоа ви е превенција на депресија во најдиректна смисла. Не останувате сами со себе, не мислите на лоши работи и тоа е она што јас не достигнав да го докажам, значи замената на една мисла која што не е коректна да пробаме да ставиме некои коректни мисли. Друга работа, например, што не ја довршивме во овој дел е дека, например, ако му кажуваш само свиткај го грбот нема представа, многу едноставен совет е исправи го грбот. И така, кажете тоа што треба. Го покажувате тоа што треба и кажете го тоа што треба. Значи, нешто што кажавте е индивидуалното темпо, да, некој ќе му биде многу брзо една стаза, за друг ќе биде преспора, треба да се распределиме. Иначе, одека во однос на спортувањето, еве и тука и Јана ми е бивша студентка Костовска, значи спомнувавме дека покрај тие сите здравствени е дека една од теориите дека е сублимација на агресија. Како? Така и настанале спортски игри, дека не знам, античка Грција престанале за да не се убиваат и за да нема толку крв, застануваат војните и се организираат вакви спортски настани кои што трајат 2 недели, кои што се уште го имаат истата форма на надпреварување, меѓутоа немате жртви. Што се задоволува? Се задоволува нагонот, нели, човековиот еден од основните два, нели, ерос и танатос, се задоволува танатосот, меѓутоа без убивање, крв, смрт, него со општо прифатливи некои социјални норми. Тоа значи ќе спортуваме, да, едниот ќе го победи, другиот, ама нема да го убие. Значи, сега, изразите кога се игра фудбал, ги убивме, значи од таму потекнува. Да знаете, мислам, символите се многу блиски на фудбал и на војна. Имате две екипи кои што се спротивставени, имате бојно поле теренот, имате бакли и барабани кои што се исто символика од војната. Кратко околу тоа е ова е некоја стара некоја презентација која што сме ја дискутирале, ја ќе пролетам низ незе до некои ствари кои што ги вадиме низ нашава дискусија. На оваа крива се гледа крива на возбуда, тоа е arousal на англиски, која што означува како функционира. Од левата страна имате ниво на изведба, перформанс. Значи детето како ќе скија. Сега, од дома го налупале, ќе искршиш рука, ќе искршиш рука и сега неговото ниво на возбуда каде е? Еве, што мислите? Каде на овдека? Кај му се манифестира? На кој дел од кривата? Тука има некој од лево повлечен, пасивен, поспан, од десно имате анксиозност, паника, насилство и така натаму. Кај се наоѓа? Што мислите? Кој ќе го напука така од дома? Анксиозност, паника. Таму сме. Сега, нормално. Таму нема да може он нема да може он да действува. Што се случува на две полиња имаме тука? На физиолошко, физичко ниво и на психичко ниво. Како ќе го инхибира тоа? Ова е сепак прашањето од Стефан, се надоводаме. Како тоа што го напукали и го натерале он да биде толку паника, како функционира на него, на телесно ниво? Ајде, прво. Што се случува? Дали знаете? Можам да ви помогнам. Јас возам кола, Јана, извини што се повторувам, ама тоа ми се мене примерите. Значи, возам и вака возам. Гледам право, се гледам во сите вас, така, и возам. Дали сум ја добар возач? Не. Вајде не сум многу. Зашто? Не. Затоа што си стегна, затоа што се фокусирам на... Стегна, така. Да. Така. Возбуден сум, мене ми е страв. Така имам паника. Кога имам паника, мене вниманието ми е насочено на едно место, ако изне и таму дали е добро кој што треба. За да возам добро, не само ски и оваквот, и кола, значи за ски морам да знам дали иде некој од позади да не ме лупне, морам да гледам лево, десно, дали некој ќе се спушта, дали ќе му влезам у патека и така натаму. Значи, релевантните фактори кои што се битни за да се изведе правилно активноста, не може да се приемаат, значи не се перцепираат како што треба. Скратена ви е перцепцијата. Тоа е на тоа ниво. Меѓутоа на физиолошко. Што се случува кога сте под стрес? Самите мускули се во тензија, се згрчени. Кога се згрчени мускулите, не може да го имат истиот опсек оној кога ви се олабавени. Тоа значи нема да иде он добро горе-доле, пошто е стегнат, он вака ќе вози. Скијање. Не знам дали ме разбирате и гледате. Значи, кога ќе треба да направи нешто,
нема да може да, например, ако треба да иде горе доле многу, он ќе иде цк 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 цк, малце му е страфи, помалце, тоа не е добро за скијањето. И сега, како да го доведеме до оптимално ниво? Имате ли некоја идеја? Нешто кажавме, советите сите тие полека, така натаму, ама како да го вратиме, еве, на психолошки план? Дали знае некој? Дали некој има идеја? Све важи, све е добро, нема лош одговор. Најчесто мене кога ми се случувало таква работа, ќе видам дека 1, 2, 3 ученици, сега пак зборам за деца кои тоа вака и да им го кажуваш, не може да им го објасниш, него треба да им го прикажеш, пред се да видат колку си ти релаксиран. Инструктора Добро. да го видат дека тоа е све најнормално и Како покажуваш ти дека си да, релаксиран? јас Да. со тоа што додека покажувам пример лик или било што, јас многу често се вртам кон децата, запирам во истиот момент и тоа го правам со, ајде да кажам да им прикажам дека ова што го правиме најлесната работа на цел свет. И така пробувам да им ја представам дека ова не е ништо тешко и дека дури и човек со малце поголема килажа, тоа најчесто ми е адут, што сепак си го користам. Гледам. Да. Само еве викам, гледате, јас сум викам многу поголем од вас. Не сум во некоја најдобра физичка форма, тука се служам малце и со лажење. А викам, мислам, не е ова ништо проблем. Можеме да застанеме и са тука имаме најпластични примери дека тоа е многу регулирана атмосфера, каде што, мислам, регулирана атмосфера, регулирано е каде ние скијаме, односно дека патеката е патеката. Таму каде што во моментот скијаме, дека се отстранети сите опасности, или многу голем дел од нив и дека... Чекај, ако им кажеш опасности, Не се зборам за терминологија по 18+. Правим овој да. Не, и за 18+, и за све, и за фудбалска репрезентација на Македонија. Знаете, кога ќе дај тренерот изјава, видете, не одиме со спуштено или со бело знаме, да. Не одиме да се предаваме. Значи тие два збора, значи они тргнале да се предадат. Знаете, што го спомна. Али пази, овој наш тренер, сегашниот, има многу добар. Значи, го цениме противничкиот тим. Нашата игра во моментов се спремни. Одиме со тактика подготвена за нив. Покриваме цел терен, пресинг по цел терен, ќе дадеме се од себе, очекуваме добра игра. Значи, такви ги дава. И тоа се добро. Сакам да ви кажам, ако употребите негативен збор, звони тој, тоа нели, само истата глуп пример, не е замишлие зелен слон. И сега сите го замислиле. Така, ако му го кажеш зелен слон, он го мисли. И тоа е тоа што сакаме да го тргнеме од глава и да збориме само она. И сега, искусен инструктор, и кај нас се случува, мислам, мене лично, значи, да можам да ги пратам на неколку нивоа ситуациите, и да можам да действувам и да мислам што да направам. Не знам, гледам благ дел од стазата, добри услови, нема гужва, окей, идеме сега, ширам нозе, сите под мене, меѓу нозе, леле, полудуваат на тоа, да знаете. Да знаеш, ама пази, можеш да пратиш која ти е групата, некој може, некој не може. Кај си, дали е времето добро, снегот лепи, скиите одат, не одат, и се тие процеси на неколку ниво. Гледаш, има некој се плаши, не се плаши, ќе проба еднаш, ќе застане, ќе му застанеш на пониско и така натаму. Друга една работа, која што може да се примени за да се вратиме назад, да бидеме у оптимално ниво на араузал, на возбуда, не знам, ја многу често ми се случува да запеем, да знаете. Не знам, на жичара, на не знам си, на спремање, на некој момент кога можеме, имаме оние некои, им ги правам, не знам, одам јас по патот крив, и они сите од позади, одам јас по патот крив. И сега да не пееме за чкембари, да не се наљути некој. Песните може да бидат од различен смешен карактер и така натаму. Јанчи, повели. Јас имам исто неколку идеи за јас што би правела, па сега еве да видам дали се валидни. Се се валидни. Неколку работи. Знаеш како ќе видиш на терен и не може
тука не е многу сигурно, знаете, со ништо. Мене денеска една моја постара колешка психолог ме караше, бе, вика, ти сакаш 100% да идеш спремен на оваква у акција. Абе, не може, вика, тоа не постои. Видиш и таму се адаптираш на терен. Нема да се подготвуваш ти 100%. Тргаш. Да, Извини што те јас се прекинав. слагам Повели. дефинитивно, затоа што јас не сум имала така деца да учам и немам представа како изгледа тоа, ама вака во глава ми е дека тоа што го имаме зборувано и на час, значи зависно сега од до кој степен е детево анксиозно или во паника во тие моменти, ама мислам дека е многу важно дишењето да им е регулирано на децава, затоа што не знам, приметувам мене, кога сум така под паника, заборавам нормално да дишам, има така некои вежбички за дишење. За деца исто мислам дека многу интересно на вежба. Ова се зборам да е тенно онака во паника. Например, 5 работи што можеш да ги видиш, да ги пипнеш во моментот и некако тоа секој пат ги смирува вака дечиња. Да се направи пауза, например, не мора сега со сила да скија, ако тие моменти стварно е пене под стрес. За positive affirmations, памтам дека зборевме на час, дека да си повторува детенцево дека може, дека ќе успее тие работи така да си го гради својот self-confidence. Сега, за self-confidence, да. Тоа е нешто што во понатамошниот дел сакав да го разговараме. Self-confidence да се гради, да, ама сега више сме многу тесна практика. Например, скијање. Што би било, например, вие викате да се зборат позитивни реченици. Меѓутоа, веќе сме на скијање, можда можеме да употребиме реченици кои што се однесуваат на самата скијачка активност. Горе, доле. И се пази, ние збориме горе, доле. И пееме. Хоп, доле. Ајде, хоп, доле. Знаеш, и тоа го повторуваме. Тука исто избацуваме од глава нешто што не чини да биде и се фокусира на горе, доле. Имаме Бобан и Јана пак сакаат нешто да се уклучат слободно. Бобан, вклучете се. Не знам, Јана, дали имав уште некоја идеја за да ти одговорам на прашањето, ама нешто некако ми избега. Извини што те прекинав, Не, Кирил. нема извини, влегувајте, да, ќе се вратам. За ова, за претходно што збореше, јас практикувам, значи мојата пракса кога имам деца, секое дете се индивидуално. Секој ден е различен, не може да биде како другиот или како претходниот, или да го испланираш до точка. Значи најважно нема формула што дека тоа мора така да биде. Мора да се приспособиме према децата. Јас, например, често знам дека децава сите си играат игрици на телефон и сега тоа добра страна кај мене што си ја играм игрици, па можем да ги опуштим со тоа, ја играш оваа игра, до кој ниво си, како си, он забрава на проблемите, на стравот и на некои други пречки што ни се во текот на денот. И значи секој дете се индивидуално и со секој дете играте игрици. работиш. Кога играте игрици? Кога се дома, ама ја ги прашам која игра играте, како га играте, на кој левел сте, кој ниво сте, какво оружје користите, знаеш? И се они се опуштаа со тоа, значи се отвара према тебе како да го објасним тоа, се отвара, значи добива доверба во тебе. И се опушта, кога се опушта, ако ќе му кажеш нешто, он више те слуша, има доверба во тебе. Супер, многу ми е драго за ова. Во делот, например, на тоа што кажувате претходно на почетокот темата, дека дома не ни збора, демек ќе панете, ќе скршите рука. Јас го имал тој случај, ама тоа е индивидуално. Јас со тие сите разговори со иделна шапка, пешки со скија, да речеме, 10 км до, не 10-5 км до Жичарава од Попова шапка, горе, целите, јас сум забрел дома што ми збореле, чак не сум ги ни слушал. Кој ќе се вратиш пресречен и викаш, ај, утредента пак да идем. Значи, се и до карактерот на клиентот, детето, возрастниот и така натаму. Супер, фала ти многу. Фала многу. Многу ме кеваха дека луѓе се вклучивте, да знаете, пошто некако мислам дека тука врзуваме една со друга тема и следната тема со игрициве е многу интересна. Мислам, не знам дали негде сум го видел или мене ми текнало или некој го направи прву кај нас у клуб. Значи, ние играме на игрица, им викам увек им правиме челендж на децава, знаеш, и да инсталираат Fruit Ninja. Јас стварно сум добар у Fruit Ninja.
сам барем така си мислам. Ама последние неколку години ме прават партал. Сега имаме и продавница за ски и за сноуборд опрема, во која што децава, ако ме победат у Fruit Ninja, добиваат награда сноуборд или ски. И да, сме дале доста, ама тоа и кога го искористиме плюс безобразни сме, нели, у маркетинг овакво, ама не ги сликаме многу, не ги малтретираме. Меѓутоа, има некаква одма акција, компетитивност, знаеш, и тие што се да речеме, во автобус тоа најчесто кога патуваме, што се повлечени таму сами, не ќе да зборат исплашени се прв пат идат, не знаат некое другарче немаат. И ќе фати, ќе игра, па ќе му даде на другиот, бе, дај стај го ова, дај стај го, и почиња комуникација. Значи, тоа е многу добар icebreaker, тоа е супер идеја. Сега, играта на Fruit Ninja, денеска имавме часови на факултет, добија студентите задача сите да ја инсталираат. Ја искрено сум многу фасциниран од таа игра и што би можеле некако да заклучиме. Таа игра е игра на концентрација. Значи, што е концентрација? Е исто многу битна за вас. Како е, Јана, да не се јавуваш овакво на овој одговор? Значи, што е концентрација и како може да биде битна за еден инструктор? Како би ја дефинирале од психолошки аспект? Има некоја идеја? Нема лоши одговори, ајде. Спомнавме нешто за концентрација. Врзано е со овој дел на кривата што треба да отидеме малце улево. Тој не го искомунициравме. Океј. Значи, концентрација, според некои наши спортски дефиниции, е да бидете опуштени и да бидете фокусирани. Имаме и рака. Ајде. Концентрација го гледам како способност на детето во овој случај да врши некоја работа или било што со одреден фокус да ја врши таа работа. Така би Да. дефинирал некоја дефиниција. Може секако. Сега, за да бидете фокусирани, овој примеров што ви го кажав со возење, тука кога сме под стрес, мислам дека ни е многу потешко да бидеме сконцентрирани. Кога ќе бидеме, и нормално, особено важно за инструктори, да имаат распределено внимание. Тоа значи да гледаат таму, да бази. Вие сте многу битни да бидете концентрирани, да знаете. И тоа ниво, ем се вежба, ем се усовршува, ем секој пат станувате се болји и болји. Ако ги знаете основите вако вие сега што ги дискутираме, е многу интересно да си го пратите и вашиот процес и да ги пратите луѓето. Вие треба на поише работи да мислите у исто време. Значи, како овако, ако сум ја исплашен, не можам да бидам фокусиран, ќе пропуштам нешто. Ако сум ја изнервиран, дома ме нервирала, не знам, еден, друг, трет, сега да не кажам да не биде шовинизам и така натаму осуден, значи, мачките најчесто ме нервираат, значи, да речеме, доаѓам на терен и ја не сум баш спремен. Значи, тоа се остава треба да се најдете начин како да бидете максимално подготвени, тоа значи у исто време да бидете опуштени. Мора да бидете наштимани. Не може вас да ви штима, да ви студи, не може вас да не ви штима опрема, не може да не носите кацика затоа што сте така добар пример за децава и да ги терате они да носат кацика. Сега, како би отишле ние у ова малце полево за да бидеме поопуштени? Дали сте виделе некојаш спортисти што излагаат на терен како Стефан? Стефан се у моментов има нешто на ушите. Како мене? На ушите има нешто. Вакви? Да. Константно и во сите облици. Да, Дури и ушедни. Да, јас ќе ви дам идеја дека една од најдобрите методи за опуштање е да речеме музика. Да слушате музика. И тоа. Например, кажете ми која би била некоја релаксирачка музика, што мислите? Какви се поделбите у однос на музика? Мислам дека е лична преференца. Но мене, например, Секогаш е лична преференца. Него дај да одредиме некои генерални правци, Јана не може. Дај да одредиме некои генерални правци, се зезам, со Јана сме многу блиски, некои генерални правци, која музика би идела наваму, која би носела наваму во ова.
Додека се повлечени пасивни поспани ученици, вајде треба нешто со побрз ритам, нешто што би ги Апсолутно. би ги подигнало Апсолутно. малце така Да. да се заразиме. Да. А например, ако се ова како ви звучи? Не слушам. Не слушате? Предобар noise cancellation имаш на лаптопот или на слушалките. Не се слуша. Океј, ги опуштам од компјутер, извини. Не. Можда ќе Океј, треба добро. share screen sound да направиш. Ако Да, ама не е битно. Значи само порелаксирано, ова беше една од Алди Меола песна која што е порелаксиран и така натаму. Како Јас сакав да музика, кажам Вивалди 4 годишни време. апсолутно, да. А например, многу често се слуша музика на надпревари која што многу ги подига спортистите. Која е таа? Техно. Ама на терен како? Како ќе слуша на терен? Да, има, не, добра, сега видете, во право сте, Јоаким. Мислам, иако не се знаеме, многу ми е драго што се вклучувате, ќе се упознаеме. Терен на скијање, да, може и сноубордери више слушаат, не знам за алпски скијачи дали на трки слушаат музика, меѓутоа, да, слушаат, да, техно, да, окей. И таму техно имаш и поспоро и побрзо, али, еве, например, на некој спортски терен кој што не е врзан со снег, така ми беше идејата. Малце да ве натерам. Аплауз. Како? Аплауз и бодрење од публика мислам дека подига. Апсолутно, да. Дури има една техника, се вика техника за енергетизирање, каде што спортистите замислуваат како аплаузот од публиката, тоест визуализираат, ја складираат таа енергија во црниот дроб и после им може да ја повикаат во кој момент сакаат. Многу интересно, звучи лудо, али функционира. Зашто функционира? Дека увек заморот наставнува прво на психичко ниво. Како ќе ви го докажам тоа? Значи имате трка атлетика на 10.000 метри. Можда нема таква дисциплина, ама замислете трчаат 10 километри у круг. На крај пепел уморни се, едва дотрчуваат со некое, да речеме, со некој ја брзина од 2 километри на сат. И победува едниот. Тој победува со 2 километри на сат. Победничкиот круг го трча со 10 километри на сат, се радува, скока, прескокнува препреки, прави салта наназад. Чекај, од кај дојде таа енергија? Ако ти си ја истрпил целосно, прво на физичко ниво. Значи, таа е негде тука, меѓутоа не сме имале можност да ја повикаме. Океј, значи, една музика, хинт, многу подига, особено кога играте на домашен терен. Химна? Апсолутно. Националната химна, многу од спортистите викаат дека многу ги подига. Значи, го подига нивото на возбуда, ги раздвижува и така натаму. Сега, кога работам со некои тимови, во моментов работам со ЖРК Атлетик, значи пробуваме да научиме многу брзо да идат горе и доле. Затоа што многу често е потребно многу брзо, например, изведба на пенал или ајде ние немаме таков во нашава асоциација биатлон спорт, меѓутоа биатлонците имаат потреба, знаете, они трчаат не знам по колку километри, и после имаат станица кај што треба да се смири. Значи од екстремно висок пулс треба да се смири и да погоди он со пушката, зашто ако не погоди му се рачунаат негативни поени. И сега, како брзо они учат техники за релаксација. Тука треба многу брзи промени. Да знаете, пробуваме да се научиме и викаме дека е добро научен да се релаксира, кога само во 2-3 издишувања ќе направи неколку варијанти за да може да го опушти целото тело. Сигурно сте приметиле дека на старт многу од спортистите на скијачите, зборам, имаат некои своји вежби. Кои сте ги виделе? Вежби. Што прават? Како прават? Сигурно сте гледале алпско скијање, светски куп или било кој надпреварување, ФИС или било каква трка. Ластик обично. Добро, ластик, да. Ластик е повеќе за, да речеме, нели, тоа вук тука би требала активација за мускули, да. И е супер одговор и користат е добро. Ја, например, кога сум се такмичал, не сум користил, сигурно би ми било многу од корист.
Да не се заборев ја, бе, да не збориме многу. Ајде уште малце и еден За сат. визуализација застанавме. Да, а тука сме, али сакам да испровоцирам. Визуализација, значи како ја визуализираат они и што визуализираат и како тоа се Па, вежба. Па пред почеток на надпреварувањето се поминува и се преоглед на стаза. Значи, еднаш до два пати се поминува се ово некојаш кога сме одеше по надпревари. Се прави оглед на стаза, односно да се запамти баш кога, каде и како има тој што ја местел целата, да ги научиме замките на кои што сака да не фати, односно да ја научиме да ја меморираме целата стаза и според тоа ние колку и каде отприлика да направиме одмерување на силата, каде би можеле да стиснеме, каде би требало да име полесно, каде би требало да стискаме, каде би требало да даеме максимум, значи отприлика да се меморизира стазата за да знаеме кога, каде и како ние би скијале. Тоа Како се меморизира? Како ја меморизира? па на мене ми било најлесно да ја меморизирам според сум се делел во делчење. Например, Добро, првите- супер, да. Тоа ми било најпогодно. Затоа што имало пример од прилика кога сме ние такмичеле од прилика околу 36 до 38 Како си го правил тоа, со отворени или со затворени Со очи? затворени очи секогаш. Добро. Или тоа ми е скршен носот. Сега не може и да вежбаш визуализација и да одвичеш мисла. Се прави умесно, да, убаво. Да спомнеме за сите. Значи нема движење, застануваш и пробуваш. Така. Сега, кога ќе ги затвориш очите, што гледаш? Нели? Тоест, што замислуваш? Следните неколку вртења, значи погледнувам, ја гледам патеката и ги во глава кога ќе ги замислувам комплетно движењата и го замислувам Како се гледаш себе си? Па да, Те прашувам, како се гледаш себе си? Себе си се гледам од исто како што би го доживеал, тоа исто значи од прво лице. Не се гледам од далеку, не се гледам од горе, него како би го видел истото што би мислам во прво лице би го видел. Да, значи како ти да возиш. Да. Зашто е за овој нашиот спорт тоа подобро? Значи од нашиот спорт е подобро затоа што и како функционира визуализација, да знаете само визуализација е само еден дел од процесот на имагинизирање. Што може и други работи да се имагинизираат, освен видео, визуал, нели? Така, кога визуализираме, само слика замислуваме. Да речеме, тоа е разликата измеѓу имагинизирање и визуализација. Кога се визуализира, како функционира? Значи, ние пробуваме да ги повториме работите кои што треба да ги направиме. Повторувајќи ги, ние ги увежбуваме и ги усовршуваме. Се вели дека мозокот ги користи истите импулси за да ги активира мускулите. Затоа, нели, прават, сега сум многу блиско, него прават, знаеш, со како стискаат. Значи се замислува како и ја пренесува тежината на која нога, во кој момент, на која врата. Тоа авие, пошто не може да се во алпско скијање не се скијат стазите пред почеток на надпревар, значи он пробува да ги искија во својата глава. Кога ќе ги искија во својата глава, ние со тоа ја зголемуваме веројатноста да извозиме после подобро. Нели, ако нешто сум го повторил неколку пати, ќе ја зголемам шансата да извозам подобра стаза. Сега, за извозување на стазата, ментално, дали си можел, Стефан, да извозиш овако? Јас сум ја возел, мен не ми било возможно, не ми било да извозам цела во глава. Значи не ми било. И една од најголемите грешки, да речеме, ми било тоа затоа што и со визуализацијата, ако ја извозам цела стаза, сум избежал ја и концентрација, да издржам цела, да бидам на секоја капија на право место. Ама дали ти било лесно на почеток да извозиш? Возеше у глава 3 капи, 4, 5, 10. На почеток додека ми се случувало веќе кај 7-та или 8-та капија кога пробам да меморизирам да имам најголемо повраќање. На почетокот сум стигнал така до 5-6 капи и на 7-та веќе и сум имал тоа не знам како би го објаснил, некој од тренерите не вика дека тоа ти очу многу силно размислуваш и пробуваш да меморизираш. Ама Можда? Да, од превисоко ниво на концентрација,
не Кај се нас, кај нас апсолутно е тоа така. Не сме ги следеле чекорите. Ние сега за децава викавме чекајте, дајте чекор по чекор. Исто визуализација. Не можеш ти да почнеш и одма да можеш да ја повториш цела стаза. Тоа е процес на Не. вежба. Ако верувате дека спортска психологија или спортски психолог ќе дое како чаробна стапче ќе им каже вие сте најдобри, сега ќе излезете на терен ќе им на овие, не постои тоа. Да знаете. Значи постои варијанта да се вежба. Исто како што се вежбаат сите други делови од спортската нели цела сфера. Значи имате тактичка, техничка и така натаму. Визуализација од трето лице кога гледате од озгоре и кога се гледате себе си е добра за анализирање на тактика, значи за поставеност, за спейсинг, фудбал, кошарка, тактики за одбрана, тактики за напад. Кире, само кратко, извини, ни дигнав рака. И обично така е најдобро. Добро, ова со визуализацијата е исклучително битно во качувањето. Нели, јас долги години се занимавам и со алпинизам и спортско качување и неверојатно прави разлика во перформанс да стануваш доле под карпата или под вештачкиот зид. Зависи, вештачки зид е пооптимално во смисла дефинирана е насоката и ги гледаш боите на фаќалиштата, меѓутоа и на карпа. Буквално застануваш, сега не знам, еве ќе уклучам, ајде, видео, ја гледаш линијата и почнуваш да правиш, затоа што го гледаш точно местењето. Дали одам вака и ги планираш чекорите. Значи, потполно ја качуваш линијата во својата глава пред да влезеш во насоката и може да направи извонредно голема разлика во тоа како си се наместила. Тука местењето на нели на вертикална или па во негатива карпа, ако си бил вака или си бил вака, огромна разлика прави. Така да Готово, да, може и пресудно да биде. Паднеш. Да, визуализацијата е тука неверојатно битна за подобар перформанс, за поголема опуштеност и за нели искачување на таа линија. Само сакав да се надоврзам колку е веројатно од исклучително значење во секој спорт. Мислам, ја кој ќе се фиксирам се и на некој трик во кајтањето треба да направам, бекрол, нема да ве гњавам, тоа е еден скок во кој што вртиш наназад или нанапред, фронт рол 360 степени. Буквално стојам и замислувам, вака ќе се завртам, вака ќе слетам. И тоа го повторувам, можеби половина час на плажа пред да влезам и да го направам. Баш во глава сум го направила пред да го репродуцирам in reality. Тоа само сакам да кажам. Да, супер, фала. Таа визуализација, ете. Да, значи, сега, мене, нели, ова се теориите, ова се начините, мене исто ме интересирале, мада немаме ние тука можности, не вежбаме тоа, меѓутоа треба да го знаете, дека има постапност во вежбање на визуализација. Значи, си има програма како се иде. Значи, прво, кога најубаво ние можеме да замислуваме? Дали некој му текнува? Кога ви текнуваат највише работи? Кога сте, да речеме, најкреативни? Во кој дел од денот? Од ноќта? Пред спиење. Апсолутно. И што е тоа одговорот? Затоа што тука више, измеѓу јаве и сон, знаете, вие се опуштате. И сте многу опуштени. Ние секогаш на вежбите за визуализација предходат вежби за релаксација. Вежби за релаксација има еден куп, нели, со дишење, со медитација, ние практикуваме за спортистиве една со прогресивна мускулна релаксација, да не ве гневам сега со тоа. Меѓутоа, во однос на визуализацијата идеме релаксација, секој собствена, и после идеме со водена визуализација. Што значи не е тоа мокра, него дека некој ве води. Значи, збори Тивко, не знам, ајде сега да се замислете, затворете ги очите и во далечината погледнете една црвена точка. Таа црвена точка полека се приближува до вас, ама сега говорот треба да биде наштиман, треба да биде елегантен, треба да биде фин. Значи, после таа црвена боја го завзема целото ваше видно поле. Нов бран на боја зелена ја заменува црвената, почнувајќи од десен горен агол и така натаму. Се таму има прогресија. Значи, ќе извежбате малце тоа, ќе вежбате тоа, а после ќе ги убаците вашите релевантни ствари за секој спорт. Коленото горе-доле. Кога се визуализира, се вели дека е тоа најдобар начин за учење на секој технички елемент, комбинација помеѓу ментално и физичко вежбање. Кога ќе ги извежбате ментално, секогаш замислувате најдобрата изведба. Значи, не може да замислувате како грешите. Значи, замислувате со колку точно ја избацувате топката секој пат.
тоа ви е кинестетичко имагинизирање, нели? Постои звучно имагинизирање и постои визуализација. Најчесто е комбинација од сите три. Кога замислуваме скијање, многу е битно ем да замислиме, ем да пробаме да ги сватат правилните движења. Помогнете си со видео. Например, снимајте ги вашите ученици. Они мислат дека прават добро, они не може сами да се видат. Покажете им држејќи ги за раце, колку горе, колку доле, кај треба да ја стисне ногата, како тоа треба да изгледа. Помогнете му, вие направете и после пуштете го, затоа што они не може да ги доживеат и не може да ги сензациите и правилните движења да ги повикаат. Визуализирајќи ги, помагајте ги вие, они ќе им го убрзате патот. За тоа сте инструктори, за тоа ве учиме, се учиме сите и јас се учам секој ден, за тоа ве плаќаат луѓето, да знаете. Зимате нешто за да бидете бољи. Тоа би било нешто од мене. Ако некој нешто сака да каже, ја гледам дека можам да зборам уште саат и пола, ама 1 саат мислам дека е доста. Сакате нешто да продискутирам, имате некоја желба? Кире, знаеш, не сум присуствувал, сега се фаќам, изгледа дека не сум присуствувал комплетно на ти која се предава. Ми беше кејф. Треба ми искараш, што не сум. Уште нешто за Јас сакам да прашам нешто. Извини што. Може, повелете, да. Мотивирање на Добро, здраво. Имам проблем со кога работам со девојчиња, имам проблем да ги мотивирам нив. Кај машки е ми малце полесно, ама кај девојчиња ми малце потешко, не знам. Така и општо и кај помали машки, на пример, тоа ми е потешко. На пример, со постари машки ми е многу лесно, а со девојчиња и помлади машки, така речем, уште хормони ве друг не му работат, ми е потешко. Некако така, некоја тактика да речем или како треба да се поставам. Фала ти за прашањето, интересно е. Не знам дали ќе можам да ти дам одговор, затоа што ние како психолози се обврзуваме дека нема никаква дискриминација по однос на пол, вера и така натаму. Се шалам. Не би гледал и не знам зашто би биле незаинтересирани едните или другите, едноставно е индивидуално и нема некоја студија кај што вели дека машките се понезаинтересирани од женските или обратно, или не знам. Ако некој има некаква друга, може и не сум ни прочепкал, може би не сум доволно спремен да ти дам одговор на ова. Нормално ја психолог сум, ама не знам, некои работи стварно не ги знам. Така да не знам, прочепкај го, праши го ChatGPT, он многу знае. Или некој друг AI, може ќе каже нешто, па ќе го разгледаме. Ќе даде добри совети. Океј. Добро. Ја нешто сакав уште да ви додадам за Fruit Ninja, зашто Fruit Ninja е игра на концентрација, затоа што вие мора да бидете опуштени и мора да бидете фокусирани. Знаете, ако не сте добро, не сте правиот потек во право време, ви избега овошјата надоле. Исто така исто тоа важи и за не знам, на терен. Чекај, у право време, ако не направите права игра, ви избегаа децата, ви избега вниманието. Вие систематизирате. Ако направите погрешна и се заглават од длабок снег, не може да излезат саат време, се измократ, се isfrustираат, сте ја зезнале работата. Значи, треба да бидете фокусирани, треба да бидете релаксирани, треба да бидете инвентивни и креативни. И да бидете секогаш подготвени да го надградите вашето знаење. Така да, курсевите на МАИС можеби се повторуваат секоја година, меѓутоа ставаме нови теми, ставаме нови варијанти. Ја гледам нашите предавања да бидат секогаш нешто поврзани на оваа тема, меѓутоа да согледаме неколку различни аспекти. Ова е до најдобрите предавања кои што сме го имале вака на Zoom. Ќе се сретнеме на терен. На терен секако можеме да комуницираме за многу работи и низ директна пракса све ова што го збориме. И ќе ми биде многу кејф да направиме еден многу убав викенд спортски. Фала ви, дечки. Поздрав. Фала. Фала ви.
Поздрав, чао, чао. Поздрав. Чао, дечки. Фала многу. Поздрав, Кирил. Поздрав. Поздрав.